И дечки, добре дојдовте во 14-та епизода Edge of the Box. Денес сме со многу добар наш пријател, кој патем не е фудбалер, Арно, ама Мангупот има многу јака фудбалска сторија што ние сакаме да ја чуеме и што ќе ни ја раскаже денес тука. Станува збор за препопуларен диџеј низ градот, кој што работи и на други проекти, тука сега се смее, не му се свиѓаат тие комплименти. Нашиот верен Бојан Јанев, DJ Soulcase, добре дојде во студио. Фала на покана, дечки, фала на покана, више некој време се договараме, ама... Тачно, ја искрено едва чекав. Кажи ми, јас секогаш го починам подкастот со што, како си шоприш? Добро, супер, турбо, се тера, така, се спремав за денес. Што се спремаш, бе? Па, овие видеа што ми ги побари слики. Да. Вчера за вчера викам дај малку у архива да видиме што има, Full-time како job. има. Да, се сум менјал телефони и рачунај низ годиниве и не знам кај ми се и другите можда ствари. Реално Ама тие добре, ствари не што ги нешто. добив, ќе ги гледаме после, се мега интересни. Прво да сакам да си почнеме лаво, не мораме да скокаме на фудбал. Што преш периодов со животот, што се дешава кај тебе, слушам некои новости, некои интересни работи се случуваат на твоја страна. Да, па Сподели нешто. спремам локалче, бар, како и да го наречам. Скромен дечко. Плюс и мислам ќе има и храна, ќе има музика, тоа што ми се свиѓа, тоа што го правам цел живот што се вика, све под еден кров на некој начин. Како го викаме, кај се наоѓа? Франц го викаме, не е по Бекенбауер. Ќе те праша под кај Да, наоѓа. не е од нигде, ама Франц Кафка. Една од Франц Кафка. референците, да. Се наоѓа на Плочник, односно позади Соборен храм, искача и на Плочник и на кај Соборна, фактички. Сега не знам епизода ако ќе искача, ама и за отварање не знам дали притисок да си да си направам, ама у март ќе биде. Кој што така. преска ти кажа, меѓу Да. први Март. и 31, да. Од Меѓу- прилика средина на Од март. прилика, да. Да, мислам дека ќе случи пред тој епизод. Дали така 26-та, да. дали 27-та ќе биде. Ништо, тоа ќе видиме времето ќе каже. Јас мислам дека вако од што слушав низ град е пресериозен локал што ќе се отвори во градов и што ќе му даде некоја убава боја. Бојан ни е цел живот скромен, така да ете си го раскаже неговата негова верзија. Фудбал. Може за фудбал. Гледаме тука Како сакате? Кажи пуне со логоа Бојан од Франкфурт. Да, не знам, се гледа валјдука, добро. Така Зашо да Франкфурт? Па роден сум, не сум у Франкфурт роден, ама у Германија сум роден, близу Хановер, Алфелд се вика местото, цела фамилија ми е цел живот Германија, некои уште живеат, некои живееле со години и од клинец, мислам 4 години имав прв пат на утакмицата од кој ми има однесено, валјда 99-та, 2000-та негде. Мислам дека со Волсбург беше дома тоа, тогаш уше Валдстадион, стариот стадион. Ги памти. И код дете, знаеш, ти останува некако. Као сунгер впиваш едноставно и кроз годиниви, и после си ја ми преселено назад у Македонија, ама секојаш сум останал верен фан на некој начин, и јас, и брат ми, па и татко ми, мислам цела фамилија, ја и брат ми малце по хардкор, Посериозно. ама да, сите. мене Виктор ми спомна, сакам тебе те прашам, пошто живееш тука во Македонија, ми кажа дека си имал сезонски карти за Франкфурт. Не, лаже. Лажка. Тоа ќе беше многу јак потек. Не, ама добро. Патување или- неделно во Ако Франкфурт. сакаш ќе окатнеме видео, Нема имам нека сезон, иде. да, имам сезонски. Не, немам сезонски, пошто у суштина и дома не сум гледал утакмица, мислам од 2005-2006. Значи Само 20 гости, значи. Само гости. Дома немам гледано утакмица едно 20 години можда. Ајде Брат да ми има, на пример, ама ја не. Ајде да почнеме тоа што тоа било. Како се дешава организација, идеме Франкфурт да ги гледаме, сега да не ги кажувам кои се утакмиците кога ќе дојдат видеата наред. Како се планираш, што е моментот, знам дека и тебе распоред ти е сега вака. Ајде не за денес, ама за пред година Да, на две. да. Како планираме Франкфурт? Па види барем доброто е сега најчесто нели за сезона имаш распоредот и унапред и од прилика знаеш кои ќе се играат утакмиците. Имаш малце поише време да букираш. Сега поготово за угости у странство, знаеш, често се дешало со Лацио, со поима немам кај сме биле, сега Барселона, кај што има и летови од Скопје. Така да е релативно едноставно. За карти сме се знаоѓале до сега, секогаш успевала. За финалево ќе ви кажам, после малце беше позезнато да кажеме Евролига, 22-ра валјда беше, пошто немавме карти, одидовме со брат ми. Рачунај цела Севилја, фул 120.000 од Франкфурт, 180.000 од Шкотландјани. шкотландјаниве, цел град, хаос, нема смештај, нема ништо, бевме, идеме. Ќе ви кажем погазно Кога за ќе ги тоа. гледам беше. и сликите и видеа.
Кажи ми сега се спомна Бато. Каква е таа динамика? Вие сте си апсолутно блиски во приватен живот, но кога си иде на утакмици, каква е таа енергија? Идете сами сте на светот, што се вика, не идете со многу другари. Претпоставам дека сте идели со екипа, ама кога идете со Алекс сами на дешавка. Што е дешавка? Се пикаме со навијачи, идеме журка уау или си седиме малце на страна, пази, не се деси некоја белја, што кој е главниот у причава, ме интересира. Па види, зависи за кај исто сме нашле карти, да кажеме, ама у суштина сме идеме фул, тоа е тоа, пошто јазик знаеме, сите песни ги знаеме навивачки, тоа е тоа, идеме со навивачи, пошто меѓу другото Франкфурт не е сега Реал Мадрид, па ја ко дете да сум се заљубил у клубов ради тоа што сите сме ги газеле 5-0, него не газеле нас, а остају последно време што сме окей последни 6-7-8 години да кажеме. Претходно па бевме. Па и кажи ми како е тоа, затоа што ја и Кире сме за не толку скромни клубови навијачи, а интересното е што кај тебе што ти реално си навијаш за твојот локален тим. Па у суштина да. Какво е чувството? Втора лига, мачење, ова, она. Да. Какво е чувството? Едноставно, знаеш, кроз години некако и си навикнат да не иде све кој што треба и за мене чувството беше по на некој начин чудно кога ние станавме добри и кога освоивме ДФБ купов или Евролига, тоа беше неверојатно за мене. Пошто јас сум да кажеме роден и сум стартал да навијам за Франкфурт со помисла и идеја у глава дека ние никад нема ништо да освоиме. Него само дај да завршиме 2-13-14, знаеш, да не испаднеме нешто ако победиме некоја утакмица, тоа е викенд за викенд. Ова е принцип малку слично како ние за Македонија што си навиваме, брат. Па горе доле да. Навијаш, знаеш дека доле да. Европска вајда нема да дојде, светска вајда нема да дојде. Да. Ама можда некаде ќе дојде. Може ќе дојде, да. Некаде ќе дојде. Ама интересно е, да. Види се, Челси и Юнайтед се малку послаби сега. Да, на папир да, боље Европа играме. Моментално пред сезона 2 Юнайтед сигурно ги тепавме. Нема да те не блокирам знам, тука. ама да, за Челси имаме други приказни. Полуфинале 2 која беше? У Јапан тогаш, 2018 мислам. Полуфинале Евролига. Евролига беше, да. На пенали, Хинтерегер и на крај. Челси во Евролигата не победли. Па добро, на крај освои мислам Челси таа сезона. Да, тогаш имаше имаше Арсенал у финале? Не беше вајда. Мислам нека со Арсенал 4-0 кога со Арсенал. Ние ги здрвивме Арсенал, нешто понапред се паднавме дали у група, ги здрвивме, да. До полуфинале стигнавме, тогаш екипа имавме. Не беше лоша екипа, ама не беше Челси, не беше Арсенал. Да, ама сега веќе друго, брат. Години ме минат. Па добро, да. Веќе беа сериозни екипа, али дур сме на тој муавет. Дур се послаби, дур нема никакви шанси, дали цело време ги пратиш, дали си во акција постојано или варира тоа? Константно сум пратил. Ја уствари кога почињам, пошто негде од сега не сум ја од една година она страстен навијач, од 4 ми има останато. Голема разлика. Негде 2005-2006 тогаш колку сум имал, 10 години плюс минус, нешто помалце. Од тогаш почнувам, ама пак мал си знаеш, тогаш интернет сме немале, не си можел толку, мислам сме имале, ама да, ама не било толку така се може стрим дома со она на кабел која се бил. Тогаш телетекст било. Ја на телетекст не сум можел да ги гледам утакмиците така натаму, ама сум прател секогаш. И негде од 2009-2010 почнам она апла интензивно, 7-8 оделение да пратам. И се дешава и 2010-11 мислам испаѓам у втора лига и уствари од таа сезона ја почињам она апла интензивно да пратам. Па тоа е значи кога биле у најтешкото, Бојан тука се уклучил и некој фан му се исплатило трпењето. Ја чекам 13 години ми падна косава, не е битно за мене. Јас сум чекал 20 кус и веројатно се пак уште 20 кус. Чекај бе, ќе биде. Кажи ми сега затоа што спомна дека цело време пратиш. Ти си имаш и реално доста активен ноќен живот, пуштање музика, викенди скоро 100% окупирани. Кога има Франкфурт текма, а ти пушташ. Што се дешава? Се дешава и да не ја гледам утакмицата, ама најчесто наоѓам некој стрим и покушавам да гледам. Дур сум на пулт. Сега тие стримови нормално се онакви некои сумљиви што ти кочат и све и што ти скачат на Маја на 7 километра од тебе. Сега да не збориме, ама се бори со табовите некако. А чекај сега на пример се дешава ти не ја гледаш утакмица да не можеш стрим тука е галама. Да. И сега ја те знам од време на време ќе се смени трака, ќе се намеси секој што треба и ќе зрнеш во телефон. Франкфурт ги гледам во тој момент. Па да.
Така? Да. Ова го поштам. Да. Ова го поштам. Да, Секад си има сум се чува. дешава. Драма. Си има Секад сум се дешава, чува. но да, си има дешава. Доста често. Еве сега влагам у емоции. Пример, гледаш Франкфурт ги дроба 3:0 во моментот. Не дај Боже, ти пушташ музика. Ти влијае на работата или не? Па, појма немам, валјда други треба да кажам. Види, сигурно влијае, пошто се ако не пегла некој, нормално, а си има дешава, но не пегла некој, сега помалце ми се пушта у суштина, ама обратно, кога ми е кул. Па ништо еве за следните Влијае. луѓе што сакаат да договарат со Бојан да им пушта музика, гледате Франкфурт да не игра таа вечер утакмица. Да, или дајте некој, појма нема ние стримови, не саглам некој дајте. Можу рајдер да ставам, Некој така, го ми позадина, треба кабловска телевизија или појма, Sky нешто, онакво. Ајде сега, Subscription. малце за моментален Франкфурт, еве Бундеслига во моментов баш гледав табела, годинава се, според тоа последните 5 години што го покажуваат може малце подниво. Да. Друго ми е битно. Франкфурт у последно време вадат, може ги не од академија нивни таленти, ама купуваат млади играчи и ги прават зверови Мгм. и за жал мнозинството си идат у некој појак клуб. Да. Те жулја, не те жулја, памтам еднаш ми кажа кога требаше Юнајтед да го зимаат тики или не знам каква беше прича, ми рече за 100 милиони ја ќе го земам у кола, ќе го однесам до Юнајтед. Да, више не ме жули. Така? Пошто знаеш работата, сега на сезона 2, мислам општо модерен фудбал, така, сезона 2 луѓе во нормално од помали кон поголеми клубови кај што поише ги плаќаат. Пројдено е тоа време на Тоти, на Малдини, на Буфон, да. на појма не. И За у големи жал. шалтаат, брат. Не само мали, Да. Така да мислам дека више и општо секој фудбалски навивач помалце го жулја него порано. Да. На некој начин. Тен треба да имаш некој Челси Да. ќе ги земам Рис Джеймс, некој Да. таков. Мислам дека ни Палмер Да. не ги жули толку Челси фанс, така да Да. Мене, например, скоро си управа за тоа. Да. ланска сезона мене Мармуш многу јак филм ми направи. Да, И многу мене, беше и добар. мене за Мармуш пример, мислам, знаеш, зависи и како ќе си отиде човек од клуб. Тоа си е, не знам, дали има општо онакво поштовање према клубот или не. Сега Да. Мармуш имаш и на крај беше испратен од навивачите и не знам, и ја како навивач и брат ми, не можеш да му се љутиш сега, Сити го бара. Тука зима 2 милиона, појма, не му Сити, зима веројатно 15-20. Да, штанца. Сега, веројатно, секој од нас би идел, или ако не секој, барем 9 од 10 сега. Не, точно. Општо и да е работа и болја фирма и платен на највисоко можно ниво да можеш да се покажеш и да играш. Ама од друга страна го имаш Коло Муани, оној Па за Коло Муани уствари ми збореше, не за Екитики. Коло Муани што една сезона игра добро и после ПСЖ го бара, ние викаме 100 милиона, ПСЖ вика 30, ние викаме не може. Мислам ние. Не, ти Да. можеш да кажеш ние. Ја ништо не сум кажал, сум седел тука у Буњаковец негде сум дремал. Ама овие, да кажем, од Франкфурт викаат не може, овој вика окей, не идам на тренинзи, она Да. штрајкува ко Дембеле, ко порано. Да, тоа е лош И бихевиор. тоа е малце безвезно. На крај нема веза, се договараат, све иде, ама сега у Тотенхем мислам дека игра. Да, се Да. да. Се игра Франкфурт Тотенхем и го пречека, малце потурбулентно, пошто се враќа сега после X години, потурбулентно го пречека. Како, што е турбулентно? Цуење, Па, гајање? цуење, гаѓање, да, она парола, некоја, секој контакт, свирење и гол да е нормално. Али да, така малце по турбулентно. А Мармуш да дојде или Екитике дое со Ливерпул сите standing ovation, она. Исто да е гол Екитике, не се ни нели Да, изради. мора да си джентълмен у таква Па ситуација. тоа игра, е, да. тоа е. Мислам, општо е, дали у фудбал, дали у општ живот, онака, не знам, од бивша фирма, компанија, Не, бе, сега, така е. тоа е. Да, Да. оние ти помогнале да си искачиш до тоа Па да, ниво, на да ги некој споштуваш начин, и ти, да. Кажи ми сезонава Бундес, како ти се свија, очекувањата над очекувања, под очекувања? Малце црвени картони за ниве, 2-3 утакмици се разлета. Па да, околу очекување, морам да признам, околу очекување, пошто она топ четворката у Бундеслига си е таа и тука негде Штутгарт и Франкфурт варираат за 5 и 6 најчесто. Франкфурт е малце послаб сезона, се имаме нов тренер, више 3 утакмици мислам дека не беше најдобро, продавав беше многу мисто. добра утакмица. Добра беше, да, второ полувреме добро изигравме. Да. Рачунај сите ни за повредени, Да, гледам. 8 луѓе од прв тим се повредени. Што сега не можеш да си дозволиш као клуб као Франкфурт, така 8 Да. луѓе од прва постава да ти се повредени, ти да идеш да ги пеглаш Минхен. Ама не беше далеко од Не беше од далеко. вистина. Не беше далеко. Колку заврши тоа? 3-2. 3-2. Ама црвен има Франкфурт.
3-2. Од кога почнеме ети да збориме за фудбал, од тогаш мене ми е фаворитот бундеслигашки Франкфурт. И некако имам чувство дека ќе видам некад на табела, пример, не знам, почеток на сезона 11-12, и ајте ќе се сретнеме негде и ќе направиме муабет 5 реченици на таа тема и после тоа може месец дена нема ги отворам и ќе видам 5-6. Да. И си викам, ја мора со Бојан да ја држам динамика да си правиме муабет на таа тема, затоа што Франкфурт, успоредба со другиве ги гледам и Хофенхайм годинава се интересни на таа тема, Франкфурт имаат изградено некој интересен проект, што да, не се најплатени играчите, не се најзвучни имиња, ама креираат звезди. Поише од Леверкузен, поише од Дортмунд, мој став. Така. Дали е тоа должност на добра академија, затоа што не знам, искрено прв пат те прашувам, добра академија, поддржувачка фанбаза, што е магијата што го прави Франкфурт? Види, ова сега со, да кажеме, со играчиве целата, да кажеме на некој начин, тактиката, она купуеш ефтино, продаваш за година-две скупо, тоа е идеја на менаџеров, ој Маркус Кројше се вика, порано бил у Лајпциг, у Леверкузен, и тоа е неговата идеја за како еден клуб нели да го движи нанапред. А мислам дека у Франкфурт конкретно, што и не знам, по интервјуа, сега не знам седел ја со играчи на кафе, ама по интервјуа што играле или уште играат, као целиот environment е доста добар. Као навивачи, немаш толку притисок, пример, пошто сега никој не очекува ти да бидеш прв секоја сезона у Германија. Очекувањата не се толку високи, нема притисок. Градот е доста мултикулти, она што се вика мултиетнички. Навивачите се, значи цел град живее за фудбал. Ку Наполи што е на пример и у Франкфурт е цел град живее за фудбал. Мислам дека целото обкружување го прави тоа, поготоа као млад играч, предпоставувам, да се осеќаш пријатно. Пошто доста од тие млади играчи доаѓаат од дали е Франција, дали е Египет, дали е Јужна Америка, доаѓаат у Германија, што не е нели. Не е најдобро. Мислам, не е Македонија, седни испи две пива више најбоље другари. В Германија малце другачие функционираат работи и мислам дека целото тоа обкружување во и околу клубот го прави тоа да играчите се осеќаат добро и после да нели перформаат на највисоко можно ниво. Сега ќе да прашам баш околу оваа тема, Волсбург освоја, некни Дортмунд освоја, Леверкузен освоја. На папир на Франкфурт ја може фантазирам, ама им куца некој саат кај што јас си фантазирам за неколку години дека ќе освојат Бундеслига, дај Боже. Кажи ми што правиме у таа ситуација? Задниот коло, треба да се иде Франкфурт, вајда веќе закрпена титулата. Што правите тие брати? Тргаме пешки веројатно, ама не знам тешко дека ќе се деси. Добро, ти си стварно барем у следниве X години, пошто е така зацементирано со Баерн и со Дортмунд и со Леверкузен. Задни пут и едини пут лига збориме Франкфурту 1959 имаат освоено. Така да следно најблиску може да е у 2059. Мада никад не се знае. И Леверкузен нигде не го искочи. Тоа држи вода. Какви играчи изнакупија, чекај малце. Што има они на ростерот? Чаби Алонсо само фалеше за да почне. Тебе 17 пред да дое Чаби. Добро, ама Чаби бил дел од тоа. Може и они некад ќе земат успилиска иднина некој таков тренер што ќе биде следниот тренер. Но и као се свија. Сега за се Ептен ми се свиѓа, пошто мислам се поклапа Ептен у Франкфурт. Арогантен е, заебан е. Си има некоја прича. Мислам и тоа е Франкфурт, као сите се арогантни, некултурни у суштина. Ева, не сум го знал. Да. Искрено. Тоа е Франкфурт, улица е Франкфурт. Знам дека е она економски центар Европа. И тоа, тоа се, да речеме, 5 улици вака, 5 улици така. Другото е градски луѓе. Градски германски луѓе. Ме интересира како е, пошто ја не ги пратам многу искрено. Нема ни зашо. Од аспект на играчи. Дали има некој нов екетике, нов мармуш, што го бараат екипи? Ни Фабрицио не го пратам више за Има. Нене Браун, лев бек, ќе следна сезона 60-70 милиона. Тоа е. Шпицов што го зборевме пред некој ден, 9-10 гола што ги има у лига, му го заборев. Буркарт. Се повреди, сега се врати со Баерн, 3,5 месеца беше повреден. Он е исто добар, ама знаеш, не е он на 19 години. Мислам дека сака да остане некоја година поише, пошто е од не знам дали Франкфурт, ама регионот околу Франкфурт и од дете исто навивали за него баш она сон се испунува на некој начин. Чан Узун. Тамо? Да. Чан Узун
И он сезона сите се испоповредени, иначе Чанузун јако тргна сезона, имаше више 70-80 милиона некои суми. Така да ако не следна понаредна, да мислам ќе бега, Хуго Ларсон исто кајде веројатно ќе отиде. И сега, што знам, земавме еден сега у зимскиот преводен рок Калимуендо. Калимуендо го зборев. Од Нотингем мислам играше претходно или нешто. На позајмица е сега ќе Саутхемптон или нешто така. ќе се зима фул овакво, ќе се плаќа на лето. Оно е вака окей се, сима покажа. Ама така некако сезонава е трудна малце. Ама доро, реално непријатна ситуација е ти уствари градиш проект, децава ти доаѓаат типа мармуши и тике колумани и ти знаеш дека 2 години ги имаш макс ако се покажат. Да. А ако не се покажат, па губиш пари. Реално претпоставам дека Екитике и колумани беа позајмици, така или не? Не, Коло беше фри Коло трансфер. беше фри трансфер, точно. А Мармуш беше од Волсбург фри трансфер. Екитике да не беше. Екитике беше Многу од добро. ПСЖ прво по зајмица, после 18, 17, 19 милиона нешто така. Откупен. Продаден за 90 или нешто мислам. Го прескуп, леле, Ливерпул Да, на Екитике. каса се Добро, ама барем Екитике колку толку и перформа. Мене, најголем играч Екитике- покрај Собослај ми Мене ме потсеќа на Екитике ми Рим беше малце на оверпрайс, брат. Пошто Челси го бара. Да. Кога беше Жоао Педро, Да. таа дискусија го баре и Тике јако видов 80 милиони, брат. Да. Не имаше доволно докажан, иначе ми се свија кој играч многу. Да. Многу е добар, ама мислам дека 80 е прайси, Не, нормално. али good job за Франкфурт. Да, е па тоа, иначе никој не вреди 80 или 50 или како и да е милион. Спомна дека те потсеќа на Анри. Ајде. Да. Така елегантен, Стварно го одвижи. од лево крило у средина, знаеш, она Преексплозивен. слични, да, експлозивен, така слични некако карактеристики у суштина. Така, што знам, лесно игра фудбал. Стварно него, лесно иначе. игра фудбал. Не, ја го Добар, реков, добар. после Собослај у Ливерпул, он ми е мене онака дефинитивно. Јас Собослај многу високо го оценувам. Дали беше он, дали беше Екитике годинава со жут картон што крена дреси што доби црвен? Мислам дека да. Па, Мислам тоа дека беше Екитике прича. беше, мислам дека да. Не, најпаметен. Ама Абе, се емоција Ама се. беше јако такмица за кој игра? Нешто не, а Почна Фресвар едни беше. минути, Мислам мислам дека дека пише беше последни вредеше, минути. после на Да. Твитер пише. Да. Е па тоаш беше Ливерпул први 5-6 кола беа први у лига. И почна да кикснуваат и таа беше Верно, дали така нешто нешто беше, Фулам да. беше преокрет и на втор жут шеф одвади дрес или лига Да, шампиони може беше, не се сеќам. Мислам премиер беше нешто. Мислам дека беше премиер. Тоа беше многу јака сцена, И ја би го направил. Ја би исто. го направил. Да. Апсолутно. Ја и шортски извади. Многу Да ја. шорс даваш? Па ќе видиме, Вајде, вајде, шорт. одма да не е Што директен како ферм. имаш брат, ќе видиме. Ливерпул. Значи рековме, еве, Бундеслига сезонава килава, Европа игра. Лига шампиони испаднав. Да, сега. Спомнате што? каде? Па она груп Group стејџ stage. од сега нели А е. сега чеј, како иде тоа? Нема Не беа у први 24. кој иде у Лига Европа? Нема више тоа. Нема? Нема више? мислам. Нема да. Значи 36 екипи Мислам ти го се сконтролував. први. Да, 36 екипи, првите 24 ти дат оние 12 директ. Да бе, другите играат Нешто бараш. така беше, па уште некој шест плейоф меѓу имаше, себе да. што играат, да. Ние што- завршивме, не бевме последни. У цела лига? Не беа, не беа. Не бевме последни, бевме колку има 36 екипи. 36 Да. екипи, да. Околу 30 бевме. Ништо ќе биде година. везе, Ама бе. не фаќаат Следна Европа година. година, ама или ќе Чекај, Тешко, ќе има видиме. надеж. Има надеж, сега имам надеж со новиот тренер, ми ја врати малце. Е па ете го муабетот од На лански жарче да ми го врати енергијата, да, добар е, ми се свија. Знаеш кој може да го памтите Алберт Риера у Ливерпул играше у Што збориш? мислам лево крило или лево бекче беше. Шпанец. Шпанец, да. Стварно? Да. Брат, Шпанец Да, у бе. Бундеслига многу Да. јако кликнуе очи. Да, бе, ми Е тикна на со, тој не игра. знам, со Артета, со Гвардиола, Да, се таа шајки клапа, ово, таа оно и клапа. мене ми се свиѓа сега за се. Па реално, ајде Артета го се смееме малце на подкастов, али у моментов тие се мозоците на фудбалот. Да не Не. се лажам. Риера, Кад, брат? Не. Као што правев тогаш Фоден, Сака Палмер, сега може да биде Пеп, Риера, Артета. Ова за Арсенал фанови. Пеп, Риера, Арбело, Рагник, Артета. А Чави имаш и оваква шпекулација Чаби Алонсо дека ќе дое, знаев дека нема да дое, ама Чаби да И доеше. тоа ќе беше На интересно. ушка брат. ќе ја носиш. Леле, тоа Да, ама стварно. нема шанса. Мислам нормално. Ама добро, ова окей. Не бе ќе видиме бе сега јас ти викам ја и ти кој ќе го направиме овој муабет усред сезона, ја те убедувам дека се менја среќата Да. на Франкфурт.
ако идат Европа годинава, јас си зијам сега, као си се местам да идеме на некој утакмица заедно. Знаеш што би било дримона Ајде. Евролига да се квалификуваат, пошто следна година се игра у Франкфурт финале до Евролига. Тоа е многу добро. Тоа би било сега за сега е, да кажеме, тешко, ама нели има она можда и седмиот ки иде ако некој сега има освои нови шеми. куп, ако не знам што. Да, има ако- комбинации, брат. Да. Да. Да, ама сега Италијани нели- ако паднат као лига, Да, не да, знам, има. некои такви ствари. Знам дека само енглезите си ги потврдија затоа што добри резултати направија, ама да, у задниве неколку години сега не памтам точно како беа правилата, нели влага одеднаш гледаш 4 квалификувани у лигата да, и да. 7 Секоја Да, година, да, влагаат 4 за гарантирани топ 5 лиги Да. и 5 имаат базирано на како перформираат екипите. Да. Само да, петите да. или и конференц и Европа? Се дешава и Не, конференц тоа. после ради тоа, мислам дека добиваат само уште едно место надоле. У премиер лига Ама и тоа некои ќе поени биде зборат да петнаесет. се собираат поени на... Да, би има Да, нешто има дали поени. на 3 или на 5 години се собираат поени од Ето. лигиве, кои како перформа, да Да. кажеме, у европскиве купови. И некако така, Да, као да. валјда ги рангираат лиги Ама по јачина. ги бројат година за година поените. Аха. Например, Аха. преклани Могуќе, Италија зема 5 екипи или Бундеслига, не знам кој беше, лани зема Англија, Добро. годинава најверојатно пак Англија ќе земе. Така. У Лига така, шампиони така, 5 екипи. така. Како стоите со Борусија Дортмунд? Се мирисате или не? Не, со никој не се мириса. Кажи ми, вчера гледаше Аталанта Дортмунд? Со Аталанта сме збратиме. Така? Да. Ја, Ајде. тука се избрукав прошла епизода, гледаме 2-0 Дортмунд и викам, ми се свија Дортмунд како играат, не гледам 0-0 рутинска. Да. Мене ме гледам. пресача, ја викам Аталанта се интересни. Не се интересни. Па не, види, Аталанта мене од увек ми биле, остај ова, ама од увек ми биле. Дури Да, бе, имав шмекери. и дрес имав, не знам кај ми е се, имав едно дресче Аталанта у 2014-15 верува. Ама увек ми се свиѓале како екипа. Добро тоа им- лого, ово на... Да, и дресовите им биле Да. кул. И тоа ми го зема сега Лукман, брат, и пак. Да, да. А Лукман гази отлично. Кин. Да, да. Кажи ми за Добро Дортмунд играч. такмица, ја бев шокиран. Не ми се веруваше. Искрено не ја гледав да ти кажам. Те Искрено не ја гледав. Да, знам што се деси нели со оваквото. Мм. 2-0 мислам беше прво 2-0 голо од беше од Дортмунд. Дортмунд, да. Да. Да, и Ги утепна. види Дортмунд се од после Клоп да кажеме тие години кога освоја, пошто Бундеслига пратам баш овие другиве, така чат пад нешто Мм. или Лига шампиони нешто ќе гледам. Дортмунд се климави од тогаш. Секоја сезона се они климави, дури кога Прокотска лига пред некоја. Прокотска лига со Мајнц мислам последно коло 2-2. Терзич мислам беше тогаш тренер, значи имаш све онака у собствени руки. Јас знаев дека нема шанса да. Тогаш Ројско беше Задња така? утакмица. Мислам дека да, да. мислам Да, дека тоа да. беше. Он има Значи, климави 7 поени јако. луфта 5 кола до крај. Памтам, Да, памтам. да, да. И Мајнц 2-0 воде, брат. Од нигде никаде Да. Мајнц беа типа 16. Такво нешто, такво нешто. Пример последно коло на Мајнц не имеја ништо. Да, Дали да, ќе се да. 14 или 14, буквално онака како тоа. е. У најдобар случај 14, у најлош случај Да, бе, 14. идеш онака да се испотиш, кога Тогаш ние на фудбал порано, идеш да се испотиш. Најлесно играат они сега. И да знаеш дека. Ама Да, кога знаеш. крајна утакмица ја памтам, еве ја малце си ги сакам Дортмунд од баш од 2012 финален навака. Ја болен паднав кога видов каква депресија ги фати играчи кога Ја па заврши. топ се. Да, бе. Па што сега поише кифти барен да освојат Не, титули? не. И Бајда не Бајерн, го менја за Бајерн, пошто му е по дефолт, брат. Е па тоа е, да. Тоа е, да. На тоа си навикнат некако, знаеш. А Дортмунд сега кој ќе ги слуша? Мислам, ја не, пошто Скопје живеам, ама Тоа е најголемата Ке читаш Facebook. Твитер, брат. е па тоа Фејсбуци, Мејсбуци таму ќе искочат да видат. Ја го зборам често по луѓе дека Бундеслига се игра многу поквалитетен фудбал него еве Француска лига на пример ќе земам Тоа да, прва. тоа да. Ама Бајерн што го прави многу квари имиџот според мене веќе да знаеме за тоа. Најмоќен клуб сите јаки играчи ако свирнат Бајерн треба да дојдеш, ама го угнетија остатоков од лигата, а предобар фудбал сега. Германски фудбал е еден од Мене ми е поатрактивните интересен за игра. многу, брат, искрено. Се игра динамичен фудбал и се игра на мушки Па фудбал. иди топ, секако е окей, премиер лига е неприкосновена. Германска, а дали трета, дали четврта. Сега не знам серија, ама зависи од сезона до сезон. Зависи, да. Ама тука Годинава не мене игра, да. серија ми е многу интересна, Абе например. интересно е затоа што Ама се годиниве Бундес ми беше па многу поинтересно. Да, знае да се Да. деси пример, да. А со Баерн е примеру или у гости идеш еднаш годишно да играш кај Баерн, тоа е као на зубар да идеш еднаш годишно, мораш. Тоа Да, е, не ти тегнат. си иде, ама мораш. Леле и Хери И на Кейн зубар не сум бил, сега се путам. ќе го извадиме на рилова да подсеќа. Али Кейн како трпа сега ми текна само тоа. Мислам, ептене богохулие таа комбинација, Да. али некако треба
Ја мислам дека еве пример истото ако се деси со Сити, нема да се деси Гвардиола ќе си да ќе им лупнат 6 поени казна, ама и со Сити истото да се десеше, ја ти викам дека лигата ќе паднеше. Еве памтиш у време на Фергусон серија А беше погледана. Кога бевме деца. Да, 2005-та, Да, бе, 6-та, само е 7-та. досадно серија малце, што да. беше тогаш, Па тоа ти зборам, па затоа што имаше Телма, 10 екипи јаки. Лелена Телма серија. Да. Тогаш серија беше Ја оче тука наш. гледав, у оваа куќа гледав, со баба ми со Леле. тедо. Серија беше серија и тогаш. има чат вака по... Да, Да, камера, да. На Телма. Не гледаш убаво, брат. Па јака беше затоа што имаш 7 екипи што се такмичат за секоја Да, позиција. У шпанска лига беше јако Депортиво кога освоја лига, ме разбираш? Да, Депортиво Ла Корунја, да. Каква прича. И сега ти го имаш у германска лига екипи што реално да ги трнеш Бајерн Мюнхен од лигата, ја мислам дека таа лига станува катан. Компетибл, да. Тогаш може и некад Франкфурт ќе освои. Ама гледај брат пак паралела. Годинава сакаме да освои Сити, пошто си навикна на Сити, никој брат више не го Не, ја интересира. неки Да, брат, да, јас да. сум За не за United. Арсенал, брат. Мене, Да. ја преферирам Арсенал, ево отворено кажам. Не ти менјате од брат 20 Да, ама финала. Арсенал- Жулија Сити, бе, брат, боли тоа на Не, душа, бе, брат. Ливерпул не. и Сити, не дај Боже да Ја би лига. преферирал Арсенал, ама Арсенал последно коло да има 30 бодови предност, пак ќе ја прокоцка. Математички не е возможно, пак ќе ја прокоцка некој. Така да не осваја сигурно. А би сака. Преска кај Бозо две смешни работи се кажа, првата беше Поздрав до поздрав до Бозо. Поздрав до Боже. Еден дечко седи го Господари на слуша подкастот, брат. и вика Аморим ги кошташе Юнајтед титула година. Демек да го избркале порано ќе беа веќе први. А мојот втор коментар беше мислам дека статистички моментов има поголема шанса Юнајтед да ги стигнат Арсенал, него Арсенал да освои титул. Могуче. Ама озбилно го Могуче, мислам. могуче. На страна тоа, Бундеслигава ми уште да го завршам тој мовет и после сакам да гледаме слики и видеа. Нели правевме муабет, купуваат играчи ефтино, шиткаат за скапо. Тоа е компаунд. У еден момент има Франкфурт куповна моќ да може да привлече зверови да направи екипа. Ја на тоа некако тоа што ти зборев у наредни 5-6 што сањам дека ќе освојат лига, мене таа ми е некако сликата у глава. Абе да, ама сега знаеш као од зверовите у која прајс категорија више се движат, знаеш, зверовите пред 10 години биле така 15, 20, 25 милиона Да. имаш топ играчи. Сега 15, 20 милиона ти е талент некој. А и талент знаат да го еве Юнајтед се класичен пример. Тоа за ти викам, така да не сум сигурен пошто све е некако пореметено и све отидено нагоре. Сега види Ајнтрахт, ја кога сум почнал да гледам, сме имале, не знам, буџет од 4 до 6 милиона за трансфер. Годишно. И ќе земеш двајца фри трансфер, еден пијаница ќе се најде нешто, ќе земеш некој за 4,7 милиона и некој од Бразил за 3 милиона, што на крај ќе искочи дека он е пијаницата. Кајо, легенда, 200 кила доаѓање на припреми, а сега више, знаеш, као имаме буџетот, не знам, 60, 80, 100 милиона. Ради овакви ствари. И ќе купиш некој за 20, некој за 15, талент некој ќе купиш за 12. Може и нема да го бива, ама 12, виче Да, не ги оси. Да бе, ма сега Ко за тебе 100. најака прича. Да, Али, тоа се ефтини играчи. Сега е брат многу интересно, баш ми искочи пред некој ден на Рил, дека има некоја компанија со дата што работи. Сите клубови брат што работат со дата што се успешни, као Брайтон, као Виочко Брентфорд, со се Брентфорд. Брентфорд. Имаше и други лиги што моментално прогресираат многу и неколку екипи се први у лига. И со Wrexham. Да, Wrexham. Аха. Да читат работат, они четврта година поред ќе прават промоушен, невидено у фудбал брат. Ќе влагаат у премиер лига изгледа. Базирано Пета лига пред Што 4 ја години. ги Од- мислам и да стори Да, Да, бе, бе. мети се сега у чемпионшип. година за година брат Многу од откача. non-professional лига до премиер лига. јако. Што е причата уствари, што прават они? Прават статистики, Moneyball си го гледал со Бред Пит и Джона Хил. Као Мислам дека за го бейсбол знам прича и филм. За он бейсбол, да. Джона Хил ги прати статистикиве на играчеве што се ван екипа и неговата екипа. И у принцип кумулативната статистика, не знам колку добро удара со Мгм, палица и мгм. све, колку и да е добар играчот, гледа дека у системот они што го планираат не одговара. Го шиткаат Да. за ефтини пари, купуваат Добро. некој no name заради статистика. Аха. Брентфорд го прават истото. Брентфорд, не знам дали знаеш, од пред 7-8 години беа четврта, пета Да, лига. да. Па истото го прават. А Стварно, зашо не мислам знам. дека и германски тимови има некој што го прават? Имаше некој Не брат. е Франкфурт. Гледав ама многу успешни тимови у задни години се сите брат. И Тоа сум ти се знаел све- за ова, знаеш? Ти знаеш Клубови што немаат толку финансии. Да. Све на статистика, AI, вештачка интелигенција. Да бе мора покреативно Да. да Да, и со мали буџети зимаат точно пикирани играчи.
Да, бе, Многу но каже јака- работот 5 играчи, овие ти требаат, еден од овие договори Не. да земеш ки ти заврши работа. Многу јака прича, најнова, Ајде. го шиткаат Бормут се мени у Сити, брат. Мгм. Како криминал. Бормут го взимаат Рајан, сега некој 19 годишен од Бразил, знаеш како е купен? Статистички најсличниот играч на се мени у свет. И шефот Леле, дава 3 гола во први 3 Да утакмици. не е син му нешто на ДНА. Да... Ама не знаеш кине братот, брат. Исто Добар? игра како страшен брат. Детиште брат, Да, така многу 19 добар. години, 3 утакмици поред гол, третата гол и асистенција. Статива, мајање, брат. се. Ама знаеш какви опасни Влага, голови, брат. Никад не си чул за него. Еве на Франкфурт ќе им пичнеме таква идеја да освојат све. Може у Германија. некој, да. Една сезона и доста е после. Де- Некој Адриано, така. Да те прашам пред да гледаме слики за ДФБ покал освајањето и за Лига Европа пред да гледаме слики. Каков е доживљај после такви успеси? Реално огромни успеси, као дури нереални. Ја Да, да, искрено ги кажам. Нереални, стварно нереални. Пошто до пред ДФБ купов кога го освоија негде 2018, мислам Да. дека, ако не се лажам, со Нико Ковач. До пред тоа, рачунај предходната година, ако не се лажам, или пред предходната, ние бевме на relegation battle, Battle, како се да. вика. Третиот од така и у Бундеслига, Да, бе, третиот со од Да, предходната да, позади. со со долните, да. Ја бев у Нирнберг на утакмицата и сега ја идам следна сезона, тоа е само да не испаднеме, ние идеме до следната сезона играме финале против Дортмунд, губиме. Да. По наредната играме со Баерн. Јас сум као тоа е, Тоа. губим, идеме на зубар само. Тепам. Шок. Нико Тоа, Ковач, смиќен. Нико Ковач, тогаш и чудна екипа имавме таква, ама Нико Ковач. Fight Club тактика, онаква бункер, Поштовање. Fight Club Франкфурт тактика, винтидж фудбал, она рога и напред и моли се само. Тотал бот. И 3 гола им здрвивме така, ама и доста балканци тогаш имав. Е, И тоа си ме гледаш. Тоа меѓа. Ревич, Гачиновиќ, ово, Да, бе, стварно леле. Боатенк играше тогаш. Балканец. Да, Боатенговиќ. Само рока и напред и така и беа головите. Све беа на рока и напред и Чекај бе, гол. кој бе, не беше само Ребич и Јович, не беше и После Јович? беше Јовиќ Лука? следната И сезона, тој играше мислам у дека Франкфурт. Да, да, бе. играчиште. Бар у Франкфурт. У Франкфурт да, кинеше, да. брат. Да, бе, Тоа- после сплаво има бе. Да. Леле, Не можеш да му се јутиш се тоа. леле, реал шоутка му беше, браво. Мислам, не Па и окрепи, Милан, ја би брат. отишол, брат. шо. Да, бе, да, парички се Секој направи. би отишол, да. Секој би отишол. Се од Франкфурт у Реал, исто нешто 65 милиона ги. Да, бе, и клупа не, не ја пустили на клупа не стигна, брат. Ни клупа Не не. бем крвите на масажа ги грел. Да, да. Добро бе, нема веза. Мадрид, добро време, добра лапачка, шо. Да, бе, добра дружба. е. 10 нешто по сезона си зима. Топ. Си го изнаправивме муаветот за Бундес, за Франкфурт before and after, што е сега, што било прошло, сега ќе гледаме слики и видео од Бојан што ги сликал, снимал, дробил на утакмици и ќе ни раскаже што се случувало. Може и пред утакмици, и после утакмица драми, зашто знам дека има интересни причи. Време тече сад. Ако запамтам све тачно, ама добро од прилика. Што гледаме Така сега? вака стартаме, ова е како се вика Стадио Олимпик. Стадио Така, Олимпик, да. со Лацио Лацио. ова у гости. Евролига, веројатно негде 2018 мислам дека, со брат ми бевме на гостување тука. Имаше по некој инцидент ово она, пошто и со Лацио нешто не се мирисаат Ајнтрахт многу, ради Бергамо, Аталанта и така натаму. Мислам 12.000 навијачи на гостување Машала. отидоа. И богата. И победивме 2-1. Гачиновиќ тогаш им ја фукна онаква балонка шпицурајка од 30 метара. Балканци у Бундес. Али интересно беше, пошто доста инциденти пред утакмица, цел град онака као тензии на штрец. Ова е тоа видео што ми го прати баклја што се фрла или на друга? Да, Така? да, на ова утакмица. мислам Еве дека го, беше. ајде. Ти го фаќаш моментот, ја овакво нешто мислам дека заднаш ама- сум видел на Звезда Партизан. Тука и улетаа на терен исто имаше по лапсија, Опа. десетина души, па А чекај, овие доле не се значи security. security и милиција, италијанска. А, И влага, карабинери. се не знам, влегоа не знам 5-6-10 луѓе од Ајнтрахт на терен, односно на ова Да, бе, стаза трака. или за трака за трчање одма. И джандари и еден како апси уствари се почна да се гаѓа и со батки со се. чекај, го спомна преска, сега не те прашав, што е у принцип Е па причина? еве, гледаш, и сум го фатил и тоа, гледаш еден двајца као трча. Да бе, да, ама пробуваат да ги фатат вајде обезбеđење, Да. он се враќа лабаво назад на трибуна. Да, да. Што е тензијата со, мислам тензијата, како Аталанта и Франкфурт се толку добар однос? Па збратимени се овие навијачки групи ултраси уште од
појма немам која година искрено. Ама рачунај Аталанта исто едни од најстари ултраси мислам у Европа дека се. Мислам као група вака. И доста сериозна и у Италија исто Аталанта со Наполи не се сега со Лацио, Да, со Да, Или? со таквите клубови. Да, да. И ради тоа доста тензии. За жал немам, кога сме кај Италија, немам клипови и слики со бевме на гостување Франкфурт Наполи, ако ви текно имаше тогаш, тоа беше трети светски рат. Да. Бевме со брат ми тогаш, не пушта на стадион никој. Значи, дали летавме за Рим, појма немам, па со воз ово она, на железничка, контрола, джандари, не смееш со никаков германски папир или у близина на Германија, ние со македонски лични не пуштија. Значи фаќаа германци ги јапсеа, назад ги Деле као Истава. втори светски рат да реверс. И на крај 1000 души некако стигнале ово она плюс и на Аталанта, 1000 души Белград, Франкфурт и Аталанта заедно. У Наполи тоа беше страв ми беше и мене. Мислам ние спиевме Airbnb, некој имавме на 5 минути од кај дешавките, немам ништо од тогаш. А таа утакмица Ама- кај ја пратевте? Таа пратевме у паб еден. Паб. Брат ми е поплав од тебе, го знаете. Влагам у пабот, не сме никој на стадион, влагам у пабот, знаеш она, сите се Да, вртат на кај тебе. Ние, тука кап-капот ти тече само, плеит онака, кул ти текна. А ја нешто хибрид некој сум, не сум толку плав, некој меле сум ја, ама брат ми онака. Да, плав. Влагаат овие и готово. Ајде, од кај сте? Ово, она и од Македонија, Пандев, Мандев, Леле, стварно и мене тоа ми Да. упали. Пандев, Мандев, ово, она и пак сумњиви, Пандев, Мандев, ово, она, 2-3 пива, 5 пива со нив, Пандев, на крај, ајде се гушкав. Таа е И чиста. гледавме у папче едно, ама беше така на штрец. Ама пробате Штрец. секако. Пробовате, ама беше доста зева. Мислам, Да. цело Наполи беше запалено, бе. Ама стварно они се откачени, брат, и кога освоја Лани лига што се деси Ја со бев. градот. Да. Бев тогаш, брат. Таму беше? Едно коло пред да освои лига. Да, без Градот беше, брат. Да. Немаше сантим без Наполи знаме, Да, да. дрес, фрлен. Цел град све живее плаво, за брат, фудбал. све Цел плаво. град живее за фудбал. Ама, Да. мислам, имаше и инциденти тепачки овона, Франкфурт 1-0 Наполи. Не на терен, ти текна трето полувреме. Трето полувреме трето дој прав. полувреме. Мислам, спремна, доста спремна екипа. У Германија by far најспремна у Европа. Се окей, пољаци, мољаци имаш. Да, але ама- колку се тие луди. Ама едни од најспремни, дефинитивно. Прејака прича. И реално да идеш на утакмица си го сакаш клубот страф у коскија не ти се деси нешто. А ово у Наполи беше хорор. Мислам, војна беше тоа. А свесни бевте ушо влагате? Реално. Па бевме, да. Па тоа е мушки. Бевме, не очекувавме до толку, бевме свесни ово, оно, очекувавме некоја жртва, некое брцање да има. Ама ова Ај брат ми беше... мо ќе истерби Ова добар, беше... ја. Не бе, ајде, знаеш, идеш со, не знам, не идеш вака, идеш у... Со план, да, Дашка и нормално. брат ми цепа италијански, тоа е исто окей. Си Имам знам. и другари ја у Наполи, едно друго исто, онака, доаѓам у Наполи и почињат нели седиме со овие со Па да. Давиде еден другар. И овие демек од Франкфурт дојдат тука тепачки, цел град го запалија, вака го гледам. Викам, брат, абе, ние сме Стварно дојни ќе за ни утакмица за што збориш бе, вака така, вика ќути само жити све, не кажај на никој. А тој што му е исто најболje другаре од Ултрас Наполи. Ау, И камо. онака беше, мислам и мене ми е сега другар, ама беше као Предупредување. шо ви е на вас ти текна. Али на такво на хихи хаха муабет, ти викам бев Лацио да ја гледам задни утакмица и пред утакмицата на стадион Олимпико, тука околу има кафиче еден тон. И јас со мајка ми отидов и идам да земам пиво за двајцата, надвор 500 степени. И пред мене едно италијанче, рано сум возрастен дечко, ја да го прашам дали се чека тука ред за пиво. Он ми се врти и почиња на италијански да ми пее, а му викам, абе не те разбирам. И таков муабет. Но он Кај кај се- исконо му и каже. Не, му викам English, sir. И ми вика од кај си, а му викам Македонија, братот да ти испадне од таа курва маестрале, што е Аха. трибината воџа. Аха. Он со мене шајка, со мајка ми имаме брат вака загрлени со, значи италијаните имаат шмек. И знам дека и Лацио се многу јак. Пане, ми се дереше од трибина, пане. Ме си миња многу јака прича. Цареви. И си ќе си гидам Лацио задни утакмици сезона, јас да го јадеа брат од лече со црвен, тоа катастрофа Мм. беше. Многу ми се свија Италијани, не знаев за оваа тензија. Давај јацко следна слика, видиме Боки што му се дешавало. Чекај, да не е некој онакво селфи, некој... Ова е што? Ова е Севилја Евролига Финале? Финале 22 мислам.
нешто така. Чим има публика 21 и 20 не било сигурно заради ковид. 22 мислам нешто така, 21-22 у Севилја против Рейнџерс, Евролига финале, осваја Франкфурт на пенали. Какви екипи две? 1-1 у регуларно Ова беше многу вакво. интересно финал. Беше доста интересантно. 120.000 од Франкфурт, 180.000 шкотландјани. Значи, се лудаци. Севилја, знаеш, релативно мал, мислам не е она Мадрид, релативно мал град, Да. лимитирани сместувачки капацитети, стадионов мал, 45.000 од прилика, Да. 300.000 рачунајти доаѓаат у Да, градот. сакат сите влезе. Хаос градот и ова беше, мислам, доста интересно со Вестхем у полуфинале. Јас сум мислам у Крушево, тепаме, кој што тепаме, букирам нешто, не му ни кажувам на брат ми, нешто. Зимај. Одма нешто смешта и гледам за Севилја, букираме нешто карти, се слушам, више 12:01 вечер. Најблиску као да стигнеш до Севилја, тогаш Скопје, Софија кола, Софија Малага авион, Малага Севилја автобус или немаше ни возови, све беше распродано. Да бе со автобуси. Со автобус. Стигам у Малага, ден унапред, шетаме, кулираме, супер си терам, утре ден идеме за Севилја, влагаме, чекаме автобус, автобусот 50 луѓе ако собират, 48 шкотландјани, ја и брат ми у Франкфурт. Секогаш у таква ситуација. Ама шкотландјани се релативно окей, Да, добри паци. не заебаваат цело време, ама после бе окей, барем немаше она сега да те соблака, да треба тепачки, мепачки. Јас да 48 души ги јадам. Да, бе лабаво. Али да, вожња на кај Севилја, после букирање некој хостел за 500.000 евра на земја да спиеш, класика. Па ова прича. Тука што беше она Манчестер Реал, леле. 7 квадрата у Мичурин 300 евра вече. 2000 Да, и евра. Да, водење такси 2000. да. Тој фазон. Како фативте карти? Идеме таму и нема карти, 40.000 собира стадионов, 45.000 има 350.000 луѓе што сакаат карти. Ајде. Или 400.000 да кажем. Ретко кој има карта. Да. Оние пратиме интернет едно друго, оние препродавачи не цени, не сега. Ние бевме спремни нормално малце некоја Поеш. луда сума да нормално. платиме, ама сега не можеш така, голф петка да даеш за 90 минути да овакво. И брат ми вика уживај, да ме ги ја средувам, знаеш, као патот. Ја експерт у тоа, брат ми уживај за карти. И почиња денот, едно пиво, 2, 500.000 степена, 3, 5, 70 пива овона. На саат утакмица од 8, на пример, ако беше на саат више 4. Му викам, абе карти, ние вже гипс набраем. Карти забораев. Уживај, викам што уживај. 4 сата, рачунај мораш пешки до стадион, саат и пол ти или Да. нешто такво, се е блокирано, можда и 2. Уживај, еве, сега вика, ајде, демек локацијава, најдов еден, појма нем, дали преку Твитер, дали... Мислам на Твитер го најде. Викам, ова сумњиво, знаеш, демек, мика уживо да се најдеме, трансфер да ни направи на карти. Викам, ако уживо, ајде, ќе видиме, ќе направиме, ќе пробам. И ни пушта тој локацијава гледаме тука на 5 минути од кај што сме ние, идеме, гипс. Идеме и доаѓа ние двајца, брат ми гол, ја нешто уискинат веројатно 2000 степена у Севилја у Шпанија, доаѓа брат еден брат у одело, у кошул, а млад дечко нема веза, у кошула одело, не знам дали беше на тротинета, ама ме капира. Одело, кошула, ово, она и демек мафта виелист. И брат ми го гледаме вака, му викам, дај да ги трансферне картите. И да бегаме. Абе, какво бегање, фрлање овој негди, си идеме пешки, нема ни да трчаме, си идем. И брат ми вика, ајде. Демек и ајде, вика, дајте прво парите, не му викам, дај прво картите. Дај прво картите, бла, бла, бла. Доаѓа туше тројца у кошули, Опа! негови другари, дајте картите, дајте парите, ние се договараме за некоја цифра, он сега пута 2 ни бара. Викам, не може. Као дај, не, викам колку што се договоривме, частам пиво у кафичев. Може да? Ајде, демек може, бла, не знаеме сега дали се фейк карти, ама Да. идеме на ризик. Ги трансферно ние нешто до банкомат идеме, па лимит, Да, ово, кеш она, сака, он. кеш, меш, не знам сега, некоја појма 300-400 евра од карта. Толку ќе кажа. од прилика. Да. Сега кеш не идеш, сега ти со 800 евра не се шеташ Да, у Севилја. Поготово не таму и тогаш. Вадиме некако, му даваме, пива мива не ги частев. Обично сум човек од збор. И идеме сега, више не знам, 6:45, 6:50, 7 од 8 утакмица.
Ние што да правиме, нема превоз, нема, све е блокирано, све е хаос. Стадионов саат и 45 Google Maps. Ај викам ќе тргнеме нешто бус, мус, такси, што и да најдеме мафте. Иди. Стигнавме до стадион. Влеговме на стадион буквално кога сум ги фоткал овие, значи више беше она Тачно настап. церемонијата 8:02 минути. Еве ти Среќа голман више влеговме. има на терен, да. И искрено местава за картија беа као боле не можеш. На средина, некој добар ред. Тоа беше. Му пишавте после на шефов од Твитер, фала за картите или никад виш? Тоа брат ми не знам. Затоа што реално да сумљиво е, ама ја кога го видов ова си викам Да. ми споминеш цифри пола милион народ у Севилја, како најдовте карти? Не знам ни ја, ама искрено алал да му е на брат ми за такви работи, се исто у Барселона беше исто. Пред некој месец бевме Лига шампиони. Исто забранети гостински навигачи, бла бла бла, класика, карти не можеш да најдеш, баш ка Камп Nou таму го реновираат. Сега беше Ништо на како дневна е Камп Nou, Преполовина, онака да. 7 луѓе собира катастрофа градилиште. Најде некако карти, топ карти. Значи јас ако сакам карти да се тепам у Европа, треба со брат А види, не знам, таму по Твитер, митерово, она некој Аме фрска. караат нешто. дека треба Твитер да се направи више, ние немаме. Ја у живот не сум имал, може е добро. Добар, стварно може, добро. Добар. Зависти за такви работи е најболje, пошто све друго, ова е Ова е од истата утакмица? од истата е ова кореографијата, да. Леле, колку добро изгледа па сите. Од у истата бело, утакмица. човече. Да, сите у бело, Да, тај јако лечи, сезона бре. беше као цело време сите у бело иде. И вајде и среќа Ништо носеше. одбори, значи тоа приемт. Да, тоа беше као атинг. јако. Пошто примери 2012 имаше едно гостување Небев у Бордо. Тогашен рекорд се сруши нешто 20.000 навијачи на Странци. стадион. Ситу помаранџести бомберки наопачки од Clockwork Orange филмов на Да, Кубрик. леле, браво. Пошто една подгрупа као Друкс, она, нели оние што Јас сум официјално The навијач на Milkman. Франкфурт од денес. Овие ствари. и вакви некои ствари прават, ситу бело, ситу жуто. Да, Не у жуто, ама у помаранџесто. Cool fun buzzer. Што се дешава за време на утакмица, раскажуваме ми. Ау, Бе. па знаеш што е работа, да ова е некој од Google вајда. Еа. На пенали, значи, го имам и видеото, ако сакаш као победничкиот гол на пенали го имам. Тука го брате? Да. Ајде, Ацко да. баре. Тоа брат ми го има снимено и нешто малци и мене ми има у кадар. Ова е, да. Пали да го видиме. Као га му е збибери уагол, брат, искрено и тоа се... Сакам да ја видам реакција. Гледа на пенали да освоиш Европа. Бабау му е... Горе не, лево? Горе лево му е рока. Еве сум ја го овој истиот. Леле, грлење, све се дешава. Тој до мене, грлење, мрлење, мислам вака у чело е бацив. Ајде, раскажувај ми се. Раскажувај. Да, го рокаме голов, утакмицата искрено многу не ја памтам. Пошто така на брзинка све Па и едно пивца друго, многу лего. пивца, Еуфорија, мивца, бре. она еуфорија. Сунчаница, не пивца, сигурно сунчаница било. И али Пеналов го памтам искрено. Пукање Пеналов, екстаза буквално, мислам онака не ти се верува. Буквално со брат ми онака седим и после и општо германци навијачи, сите на никој не му се верува. Што се дешава после утакмица? После утакмица ништо, ша саат и пол седевме на стадион, Не сите ве пуштаа? онака, Да. не, со играчи, Славење. славење, журка, мавење, да. журка, едно друго. Па после ни зград исто, леле, да ја продолжам прича. и Прод време. брат те молам. Искачам од стадион, идеме на кај whatever, нешто да јадеме, нормално 3 само Макдоналдс работи. Идеме таму и не се закача еден шотландјанец, дзивана напред. Значи, дзивана не може да оди. Идеме кај good game, грлење, мрлење со тој. И онака шкотски акцент, мислам, тешко е да ги разбереш Да. баш. И демек, ово, она, бла, 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 јадеме. Викам, ајде, частам јадеме, тепавме ово, она. Нарачуваме нешто, 6 чизбургери, овој на шкотски некој фори пушта, бла, бла, бла. Викам, ај идеме да спиеме, демек ово, она. Вика, и имате смешта? Имаме, викам, хостелче едно. Вика, демек му викам, ти кај ќе спиеш? Sleep on the floor, I don't give a fuck. Yes. Од 180.000, 120.000 беа исполегнати сегде. Floor, asleep, floor, I don't give a fuck. Идеме бла бла бла, и идеме, Да. овој по нас крлешти тек на пива, мива, едно Да, друго. со бенди со Идеме на кај хостелот и ми вика, абе, демек, у хостелов има место. Му викам, по нашата соба за четворица, ја, брат ми, еден шотландјанец и тој едниот кревет, мислам нека е фри. И се мисли ово, она, вика, демек има чувар. Му викам, ајде бе, дојди, Што текме, ма ја ќе мислиш, пробам, бе, ако не знам, иначе 300-400 евра.
Идеме таму, ѕвониме, 3-4 са бајле, отвара. Грамада еден 7-7, не 2-2, 7-7. И не гледа, ја брат ми шкотландјанецов, значи ко виц да почиње да иде, не се биле. И демек вика у која соба сте демек и сите тројца у исто време викаме, ја и брат ми викаме пример room number 4, овој вика 7. Онака у исто време и овој со списокот вика у 7, демек не се ти тикна и 4 демек му викаме ајде демек со нас. Тој сумњиво, ајде демек не пушти и го шверцавме овој у смештај кај нас. И си спие братот утре Си со бајле. спие, вака бе, у фармерки у светот шкотландјаните. Да, островчани не Нема. се. Исламдесите. У фармерки обратно исто беше легнат, тоа беше добро, као нозете на перница му бе, као обратно легнат. И имаш уште еден исто од Рейнџерс, Брат, боље на земја да спил, брат. у телефон ќе ви ја најдам после и тој од Рейнџерс вака целу јакна, умакна нешто легна таму на 600 степена. А таму пече брат. Абе не знаеш, исполегнат и са бајле се разбудивме, грлење, со брат и уште мислам си куцкаат на WhatsApp Немој, бе. нешто, да, имаше сега нешто демек Рейнџерс и демек Мејтс, демек можда пак ќе се видиме у финале годинава, онакви лајкчиња мајка. Да, сега и Миовски им Добро. игра таму, брат. И да бе. Да. Да. Ама некако Го развив потсеќа на симпатии вас. за Рейнџерс на некој начин. Разви симпатија. Па да, искрено. Па и мене ми се Коректни беа, мислам и луѓе и све и така, нели Селтик и Рейнџерс се Да. таму, Селтик се поише да кажеме со католичка црква, Да, бе, да, Рейнџерс си имаат они. Ама види шкотландјани тука кога доаѓале многу убаво се понашале, мислам. Да, бе, интересни се. Пиеле бре. цело пиво што постои у градот, нема збор за тоа, затоа што им Шкотска е и џабе. шкотландјани се Дали ти текиње, брат, Шкотска со Македонија игра, не знам која година беше, памтам дека бев мал. добро. 2004 бе со сукњи кога дојде на площад. 2 недели бе у Скопје, брат. Да, брат. Памтам. Две недели. Бев на текмата, памтам, да. Се шета, вајдим се зарни, ефтино пиво. Да. Добар народ, они добар народ, ние. Стварно се Ги добри. имаше, брат, 2 недели. Стварно имаше. се добри. Стварно се добри и општо сите што ги имам упознаено и сум бил исто у Единбра. Единбра. Имам пуштано таму, значи врв провод, врв гостопримство, Убав народ. многу добар. Добар хумор. Да бе, опуштени се, не се, има нешто, да, има да. некој шмек. Ја памтам дека кога Кирешо ја збори, ја тогаш уште живеев на площад и рачунав дека они беа таму 2 недели цело време на площад. да. Таму е се Ана, небитно. И брат, у Гоце учев, секоја са бајле или после школа се враќав брат у Килтов или може веќе лето беше. Не се сеќавам, знам дека ја бев Топло на беше, улица топло беше, меѓу да. нив. Брат, цел площад со шкотландјани, со Килтови, со оние Да, и со таквите шета. гајди, да, како се да. викаат, гајда. Знаеш дека под килтовите као Празно. правило, Празно, да, да, по да. правило, да. Боли. Да. Али памтам и тренд кафичов. У еден момент дали беше веќе како 6 поручек, не е ни касно увечер, доаѓа шефот и вика немам пиво. Со кафичеве у диалог, еве, така 2004 памтам. Кафичеве сите од околу носат пиво тренд да може или Да, Irish да. pub ете едно до друго, да може да ги наточат шкотландјани, да 10-12 дена остана како летови откажување, хотели, букирање и тогаш македонците уште не знаеа да дигнат цени. Затоа што им беше ефтино на нив цело Ама време. тогаш и да сме дигнале од 60 на 90 ќе сме дигнале, така. Ма Да. не, бе, тогаш од 20 на 35. Па тоа пиво тогаш колку памтам кога сме искачале водка 60 беше 50. Па, колку можело да Брат, биде пиво они- тренд, Да, 100. да, да. За Да. нив тоа шо? Да. Енглезеви на дигнати цени у најскапиот кафич у Скопје. Ефтино име, брат. Да. Велс. На Твитер стана вајрал слика на брат и текење со пивото. Да. Еј, за тоа може и да ја продаваме таа фудбалска шема, нека доаѓаат за да си поминуваат убаво, реално. Па бе врз се општо бе, поминуваат. нека камту. Кант Нека нашата. доаѓаат бе општо. Нека доаѓаат поише. Да, зашто да не. Поише луѓе, поише туристи. Ајде, да А, се гледам вака, бенефит. секунда дуре сликава тука од преска ја гледам и ми текнуваше на прва која ја покаже. Многу ми е убаво кога гледам вакви стадиони што немаат кров, брат. Да. Многу ми е Old school. добро, брат. Old school. Ова се видја е стади. Да. Се видја, да, гледаш едно кровче има само, у Шпанија многу е често тоа. Да. И Месталја беше таква. И реално. Месталја и стариот камп многу беше таков. Само Сум да се бил, ја. пожалам на организаторите од УЕФА за нивните пропусти. Брат, катастрофално лоша организација. Еве ти малце германскиот дел од Бојан тука збори. Не, Се- пу. Само сум роден таму, ништо Се не жал, имам. се жал. Не те пуштаат, значи немаше вода да се пие на стадион. Не те пуштаат на полувреме до веце.
Буквално, Што збориш, бе? абе, Што збориш, ко бе? кучиња не третира. Не само нас, и сите. Ко кучиња не И третира. чека, што ќе го измочаме стадионот? Ништо. Наоѓај се. Ајде. Ништо нема. Нема искачање, нема вода, нема пиво, нема ништо. Нема Што не веце, се нема ништо. плашеле од сукоп меѓу шотландјани и Французи? Абе, заедно седеа, гледаш како е, до онде бели, ваму плави. Да, бе, чудна работа. Што сукопа ти? Кој знае што Поготово очекува? сукоп нема тука да има. Сукоп има Надвор од стадионот. надвор од стадион. Луда работа. А сликава е врвна, ова е твое дело или на... мое на- дело, да, мое дело. Бата Гледаш ли и слика? не знам таму. Касно се стемнува. Или го летно сонцево време, како ти сонце. у кадар. Сонце, Браво, доле брате, слика. оганчије. Да. Браво. Добар доживљај, да. Штета Лепота. не памтам те нешто ама ќе ми остане. Ќе ми остане. Па Дора, ти туку уфурија си ослика, ај оваа слика е Еуфорија зборев беше. преска, Па раскажи. ова ми е Уметничката е. Ова од тоа време се викаше филм. да. Филм. Тогаш вака се сликаше оние филтри на Инстаграм, ти текна ги правиш. Ова е Пре, 2015 човече, пред 11 години или така нешто. Леле, стварно, бе. Тогаш сум у Берлин бев тогаш месец дена или така нешто, мислам живеев. Мгм. Месец дена живење јако и почиња сезона, мислам летно време, август негде. Прво овакво, треба до Франкфурт да идам нешто работа да завршам, мислам документи, бла бла бла. Прва утакмица Волсбург Франкфурт, значи у гости Волсбург Мгм. и после викам ќе си се вратам у Берлин од Волсбург, пошто е као Франкфурт е централно, Берлин е горе десно, Волсбург е горе, Да, бе, триаголнич. да кажеме триаголнич. И се симињам, приспивам кај пријателите, ме носат овона, пишувам у група демек, нешто е, не, гледам у група една Франкфурт таму навивачи, Мгм. демек имам уште 2 карти, автобус, демек све јадење, мадење карта, од некоја таму под, не е ни навивачка група, онаков као фан клуб. ти Да, бе, текна. да. Да, бе. И им пише, имаш ли, бла, 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 имаме, и ми вика, дај ми ја шифрата, демек, викам, абе, као не сум, демек, овакво, фан зачленет, тука сум, нели навијач сум, сакам да дојдам, и следна порака ми стига, а одакле си ти, брат? Прече Му викам, па демек, од Македонија, ово. ово, она, ти ми вика, не знам, јас сум Немање, тропам нешто ово, она, јас сум, демек, председателот на оваа група, биди утре у 8:00, таму и таму, пичиме. И ме носи овој пријателов таму у 8 негде на сат време од Франкфурт. Се упознаваме со тој, тераме. Тргам у 8 са бајле, утакмица е у 3:30, така се обично у Германија. Да, порано. Тоа е сабота, вероvatно, доаѓаат луѓево од Цела претходната Германија. вечер, лом направени више. Седнојам ја таму средина позади, со никој не се знам, германци знаеш, као Да, туш. никој нема ни да ти каже здраво, од кај си, ни ништо, не те ставаат на На да тоа. не се, нели, На скут. се бркаде спонзори, да не се изразам. Не те ставаат у скут, што би се рекло. И седна, еми до мене, седна еден нешто муабет и ово, она, тоа никад нема исто да заборам. У автобус дур се возеше, се вртеше скара, кубасици се вртеше. Ма не, мој брат. Да. Значи имаше као на пола она излезот. И тука кај вецето едно вакво се спушташе и ово Рошти. се врти, рошти, кубасички си врти на електрични. Да. Имаше, не знам, тропам се ако било 25 евра као карта, автобус и демек неограничено пиење и рошти. И ручек на вожње. И рошти. И у 8 тргам, у 9:15 нема пиење. Брат, не си ни доручка, ни ничо, влагаш, рокаш. У Франкфурт се пие као вино од као сајдере на некој начин. Така бе, Тоа е така. као national drink таму, city drink. У 9:15 нему е пиење, прва бензинска више повраќаат луѓе, лом, овој врти рошти ѓу кривини. Дозимаме пива сите, вишку 10 сат, сите сме најбољи другари, но се пее, се тропа, шефе дај газ, бла бла бла, стигаме на овакво. Уште еден рошти, ручек време више, Да, не брат, се треба сега да човек. Треба се, ручек време, но онакви маси, знаеш, као шпети шема се вадат маси, тука уште еден рошти што останале кубасици, да се допиваме, влагаме на стадион. На стадион сите тажни инцидент избива ово она. Што збориш? Прва утакмица таа сезона за гостински навијачи забраниле алкохолно пиво. Тоа е трагедијата. Те пачка. Те пачка, брат. Искачаат луѓе, бойкотираат, брат. Бойкотираат без алкохолни нешто ни даваат ово она. Нема везе Волсбург се тогаш Де Брујн играше да е гол. 2015, 2015, да. мислам Волсбург се онака како нема нешто фан база да кажеме. Мислам 2:1 изгубивме. Али беше добар доживљај да ти кажам право. Причава, Нешто исто имавме некоја онаква како наградна игра, демек извлекување, цел автобус овакво, кој победи мајца добива.
победувам ја. Во живот немам победувам ја, а ја рачунај не ви кажав со куфер брат. Ја занака и Да се враќаш Берлин. со куфер, со лаптоп, со овакво му викам на братов на Немања, викам дај да ги ставам у бус, ќе ги заклучете, да, нема гајле. И ги оставам у бус едно друго, се враќам после у бус, маица, да ми ја нема нормално. Некој е собрал од овие. И така, после искочив со куферчето воз на кај Берлин назад и интересно беше. Причува ми се нереални колку се Интересно, свија. тогаш и клинец сум бил, тогаш сум бил... Кој клинец бе, ти си веќе втора, трета факс таму, брат. Ја 2016 бев прва факс, да бе, брат. Ова е 2015-та, мислам, Ја 2015 завршив средна. Прва, втора бил. Прва, втора факс сум, Тоа да. ти зборам. Прва, втора факс, да. Па Тоа- клинец е дојбал 18 бе, години, си јас многу сум голем, на што. порано сум 19 тргнал, на колку си. 3 сум тргнал. Тогаш више почнавме со диско више, не или прерано. Не 2018 беше, 2018 беше. 2 години каснее бе, добра. 7-18. 18. Така, 18. И 18. Па да, почна тоа кога беше, септември, август. Скоро пред ковид А беше. следната година кога го теравме Не знам. фул лето, ја бев во Америка и све утнав и само на заднијата дојде. А ја која бе А, во така Азија, беше, бе, да. 2008, 9, не, која бе? Е, Па па. 2019 сум. Све ми е споено искрено Жими тоа се година. имена. Не бе ти покасно да не беше во Азија, бе. Покасно беше. Пред COVID, 2019. Пред COVID, 2019. На гостување. Што е се ова? Ова е Херта? Херта, да, некоја... Океј, бев у Берлин, мислам, тогаш, отидов со Херта, најдов карти релативно едноставно. Добар доживљај, мислам и стадионов е легендарен. Да. Да, Олимпијашки. од 90.000 евра, тоа е нешто безобразно цифра. Нешто 80, мислам Дортмунд е поголем, искрено. Го полнат? Сигма. А ово е втор најголем у Германија. Го полнат? Херта? Слабо. Слабо. Не. Слабо. И ја тоа го знам. Слабо. Скоро И никаде. Лацио не го пунат Олимпико, Рома Рома го бе пунат. види и тука, се ај ова ќе кажеш на крај на Десно бе, такмица, да. ама гледаш и лево. Гледам дека е празно, ма не знам дали има Празно, такмица, да, дали празно. завршува, дали се пуни. Не бе, оние нозблицот се празни, брат, види го. Да, да. Што е причата тука? Нема некоја таква да кажеш луда прича. Бев у Берлин, мислам, тој период, отидов на утакмица, најдов карти, топ си пројдов, мислам, изгубивме као и увек. И ама добро беше нешто 8.000 на гостување или нешто такво. Такви некои цифри. Има едно барче у Берлин, таму кога сум порано поише бев или све ја ми живеено малце. Као за Франкфурт навивачи и таму сидев исто си гледав утакмици. Па, Ги однесов еднаш Алек и Бушав, не знам дали ги знаете. не. Па не Никад знам чувам. сега. Добро, овакво нешто поима Се немам жал. што игравме нешто Евролига, викам дај морам да гледам утакмица, а Бушав живее брат, као Баров е тука, Бушав живее у зграда до Баров. Вика па ќе се симнам и ја, ќе пиеме пиво. Да, бе, војна. А он мисли ќе гледаме фудбал, ти текна внатре 400 луѓе брат. Се пуши, се ова, се она, не се влага. Влагаат Алек и Бушав, само они не се навивачи, ние тука цуеме. Да, бе, као што ред. Овие на страна, брат, играат табла или шакнеш. Брат, и сите ги гледаат, вака, пошто разбирам германски, сите ги гледаат вака, викаат, што е за овие? Нису одавде. Нису одавде, Со да. Алек мислам дека у Кампи Клинец игравме шахет, тоа ми... Да, звучи на него. Следна слика. Нешто такво. Ова сакам. Што е ова, бре? Мартин Хинтерегер, овој штопер беше австриец. Каква 2-3 сезони бутала, играше у браво, Франкфурт. Доста добар играч, после нешто малце психички проблеми овоне, се пензионираше доста рано, да Мм. кажеме, на 27, 8, 9 години, она пик на кариера. А ова е после освојување на Евролига у 8-9 са бајле у Банхофсвиртел, тоа е као кај железничката у Франкфурт, чувено, заебано да кажеме на некој начин мало. И тоа направен Си искочи со дреси со медаља. направен сателит. А Дресов е Фрапорт, овие со 2005-6, значи он А значи веројатно- не го носи дресот до Не такмица? е неговиот, овој од 2005-6 некој дрес со медаљата, бре. Како? Тешка Крал. легенда, тешка Легенда. легенда. Тешка, Али се гледа дека му се мути уште Ова на е слика. иконик момент. тешка легенда. Ајконик буквално. Да, ова е баш ајконик. Па рачунај со вакви фаци сме освоиле ние Евролига, брат. Као не биле тоа Палмерци или не биле тоа Да, да. Мбапевци или ова или она, биле Фернандес цика. Костич, биле Да, бе, брат, Хрустич, Манго. биле Хинтерегер, биле сега играат, не знам, у 4-та белгиска, у 7-ма турска. И тренер паралелно. Тренер и паралелно, играч. овој нешто инцидент имаше со Степан у некоја такмица, као поема немам. Такви фаци. Ама реално прича, многу јака прича. Леле Па Лига тоа е Европа. хемија у екипа која... А брат, Кој кај бевте, не знам дали беше кај тебе настори или кај брат ти настори, дали од смештај не да гледам фрлање столици, Ха. дали имаше тепачка некоја.
А му смештај. Не, од смештај снимаат или негде повисоко беше малце. Аха. Доле на улица некоја тензија. Да. Ја мислам дека е на финалето. Могуче да е на финал. Не, Што вроде- имаше нешто. Се виде имало тензија. Имаше, ама не толку многу. Шо меѓу Франкфурт и Рейнџерс? Па ситно. Нетипично, ама добро, да. Ситно, Тоа е столица да, летнала си. Не, столици имаше, да. Столици Да, имаше, тоа- ама не тоа е, беше да, на да. Наполи да горат Да. 48 коли и да имат 10 жртви. Оу, следнацко да видиме шо има. Ова го чекав. Еве го. Шо се дешава тука, зашо е А. дресов налек искинат? Па не знам дали беше искинат пред да тргаме, пошто Дресов го имаме многу одам 2005-6. Така. Васовски кој играш у Франкфурт. И пошто сите у бело уствари у Севиља и немавме уште еден бел дрес, не ми се идеше сега со мајца, ја отидов. А ова као ми држеше среќа као цела сезона со ова кога гледав, тепав. Идеме кидам со овој. Да. И брат ми со овој Васовски, идеме немаме друг бел дрес, ово највеќе ќе одземам Васовски, овој не заболе Стојко, така Топ му идење Стојко. со иски на дрес и гледаш горе само Е и Н веројатно пишува. Да, не, Се ни изгубило тоа и одлепно. тоа. А може и таму да го докинавме, појма да. Сунчаница удри. Да, реално го гледам ова кога да се десило некоја беле и Алек извадил жива глава и ваков дојде Не, кај се свика. не, Реално на сме. прв поглед така изгледа. Фрла Да, столица. така изгледа, ама не сме такви дечки. Не, тоа апсолутно. Ама јаки Окей момци секако. Ајде Окей сме, следно. окей сме. Ова се вајда ултра Ова е шема. Да, финалето, ова- така? Ајде десно. Ова е кој освајат. Финалео мора да признам, немаше нешто претерано добра атмосфера, пошто веројатно и карти многу скупи, ти текна и Им се знаеш, одмилило малце. па и луѓе што ете мислам ко некои други утакмици што имало луда атмосфера. Ама Добра. фановиве си зимаат регулар прес. Ова е добро видео. Да. Така е. Само има, не знам, ако собира 40.000, дава 10.000 на едни, 10.000 само на на десно други, шалта другото е фрио на маркет и Купуваш, да. препродаваат као. Ова е од истата утакмица? Да. Ова е на веќе крај. па- Ова на крај, да, Славијат. Темница е горе, да? Ајде следно. Ова е со Барса сега најтаза. Ајде. Па изгубивме 2-1. Сите 2-1 ги губат. Судите. Не, се шалам, јеби ga се Барса. Да, Добри бе, се. Барса е Барса. бе. Па не Ама- се сјајни, брат. Види, ние исто таа утакмица бевме добри, стварно судииве малце според мене не Не ме сакам. покрадоа на некој начин. Јеби ga Барса, класика, ама имаше забрана за гостински навијачи, пак улета 5000. Имаше не пушта ништо германци ово она и исто доста интересно беше идеме на кај нели камп на ова комплексот сега што го прават и гледаш буквално као плави Лимак. луѓе зборат германски и со Барса шалти текна. Ја и брат ми бевме онакви пола Франкфурт, пола Барса, пошто не пуштаат со Да, бе, да. обележја, не пуштаат со лични карти германски, со ништо. А зашо на Барса не пуштаат? Па пошто некој инцидент имаше на некоја прошла утакмица и бевме казнети 3 Аха. без Да, бе, гостински навијачи и со Карабак последната бевме без гостински, па пак отидоа до Абе, Агдам има или начини, таму да. или у Баку мислам дека играат Карабак. Појма немам кај играат. Добро. Далеко битно отидоа. Има 1000-2000 луѓе. многу поштено ова Франкфурт. Не знае дека се оку откачени. Да, Преа. да. Секоја пета утакмица сме казнети. Ватрени. Па да. Дај следно ацко видиме што има на Мегдан. Ова е многу добро. Ајде. Ова е многу добро и ќе ви раскажам повеќе со звуки оставите ова 2016 за со Нирнберг играме за За останување у лига. останување у лига. И месец-два пред ова еден Марко Рус играч што беше, као го диагностицираат со овај рак на тестиси мислам дека беше. И стапа играме ово, она идеме последниот месец За беше него. ајде демек за него ќе играме. И бев ја ајде за него, идам од Скопје за Нирнберг. Тогаш се погоди Велјо, го знаеш, у Ерланген живееше, тај е близко Нирнберг. Така, он беше Селендра. цели факултет го предат. Да, една Селендра таму, мислам Селендра. Помал град. И кај Велјо, ајде деме ќе спијам, ќе отидам у Нирнберг, пола сат е да кажеме со воз и ќе се вратам. И најдов некои карти сумљиви такви твитерски. Отидов, така заебано беше, пошто сам идеш, те Да, бе. гледаат дека не си од Не си Нирнберг. локал. Идам на стадион, многу добра атмосфера. Тука имаше предобра атмосфера. Пошто и у 0-0 првата утакмица, О, две си играат, да. втората утакмица у 89-та минута 1:0. 1:0 Сеферович, Гачинович на Сеферович, Не, на и некој онаков
кретенски тепен гол. Швајцарец. Да. Ау, Швајцарец. Да, ми текнува на утакмицава дури. Екстаза и добро навивање имаше. Многу добро навивање. Ама тие утакмици се изгледа по она емотивно им влагаш Се, брат се, него се, на се. финале Лига Европа. Па добро, ама па не е за емотивно, ама тогаш 2016 ми било као да и Да, само бе, да преа. останем у Да, лига. да. Прејако. Сега се дигна стандардите, бе. Сега се освајаат ли? Па реално, ја ти го зборам тоа од преска. Си изнаправивме муавет, си изнагледавме слики и видеа, Бојан ни ја направи вечерта, не знаеме кај застанавме, затоа сега правиме ваква една одсечна и се пребацуваме одма на нашите забавни игри, идеме со Guess the Player, затоа што наш Даријан спремил 9 играчи, сега решивме да играме Бојан против Виктор, против Кире. Бојан добива предност како гостин. Играме нешто кебап име, бе. Кебап, и кафана, Кебап играме, да. Цела кафана, реално. Кебап. И Цела се кафана. Стартер. Пичку матер, Стартер. леќе теп. Старт. Бојан си има предност, ако утне Бојан ја и Кире пробуваме, ако утнеме сите ќе пробаме уште еднаш па ќе видиме кај ќе да работа. Ајмо прв играч. И се ова е хронолошки како Да, идел, така хронолошки, одедна у да. друга екипа. И Уоу. Океј. уф. Родри? Не. И ја го помислив Родри. Мислам ради Атлетико. Да. За Вилјареал врска, не? Да. Ацко, ти ги знаеш више одговорите на прашањата или не? Ги има таму. Родри, Родри. Бојан 1-0. 1-0-0. Чекај, секој идеме у посебна кафана. Ајде. Една кафана више има. Една кафана Следеки. и на оваква типка. А, ова ти треба. Тоа е лесно. Гет се брат прелесна. 2 кафани Бојан. Wins it. Лаутаро? Да. И не заеба. Лотара. Види го, Бојан спремен. Ја. Оу. Who the fuck is this? Чекај. Имаш хинт inactive. Чекај. Ина. Пензиониш. Пензиониран. Дали играш у Интер, не сум си... Не, у Барса не играш. Ќе отропнам Артуро Видал. Ајде. Да, Не знаев. да. Не Точно. знаев дека не бев Ја, сигурен у врска Интер нема дали лако, играш. Ајде. 4 од 4 си. Кинеш, брат. ова го знам. Кинеш. Өзил. Да. 5 од 5. Уф. И Чекај, ова е више потешко иде. Ја го знам. Ја го знам. Чекај бе брат. Ој, А има нешто време лимит? Нема. Немаш. Ја мислам да го гледам. Не знам искрено. Кире? Или да си го земам ја? Може да пробам. Ми текна прво на друг играч, ама сега ќе го пробам овој пошто ми е половичен Куливерит. Клајвер. Патрик. Прво на себе си ми текна на Джастин, Валенсија. Да. Точно е. Да. Кире Да. 5, Бојан 5, Кире 1, ја 0. Ова што е Стеуа Букуреште прво? Да. Да. Самторија, Рома, Лајпциг, Леверкузен. И овој мислам дека го имам. Сакам да си го земам. Не, овој не го знам. Патрик Шик. Да. Леле, И, го да. помислив. Ја, да. не, Мора ја, барем го едно помислив, да, поеќе, да, не да, можеме Brain нула. space. Да, мене ми отида, не знам, на Хложек Шик, нешто ми се... Патрик Шик. Ќе погодев, е. Не може. Ова е easy. Изи. Ајде, Бојан, да видиме со Премиер Лига до кај си. Ковачич. Ковачич. Да. 6-7-1. Вајде уште еден само Ми остава, зема да? сет. 6-1-1. Бојан добива Ле, кафана, ле, 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 лаганини, лаганини, доктор. Сега продолжуваме со FIFA и јас сега да те прашам тебе на работа. Дали памтиш ети кога задњи пат сме играли FIFA? Е, у Француска те пеглав, Да. така? Точно, ја ова ќе го кажа, Бојан си го кажа сам. Задњи игравме у Up2S FIFA, Пред 40 години. Ова се пофала дека на скијање бил. ова беше кога пукна ковидот и за тоа ја ме се прича. живееше, бе, тога. Цел се живееше. подкаст може да снимеме за тоа. Бојан ме пеглаше. FIFA може би изигравме 20 парти, добив една
Беше ја Бојан, пуштив, па ја ја пуштил, пуштив, му да. се спиело. Со вампе ти тампе. играв со Пелистер или нешто. Најверојатно, ама јас сум многу истрениран од тогаш. Ја искрено тогаш сум неистрениран, пошто немам играно од тогаш можда FIFA. Реално Тоа беше 20-та, 21-та кога веројатно. пукна ковид, памтиш Да, дека ги тогаш пуш- беше карантина. Задња FIFA 23-та имам играно. Овие нови ги немам ни никад уживо немам играно, Па знаеш. ман, Ама ајде, мора бе, да нема израмнам рачун и Кири, извини сега ќе те Слободно. мора гордо. Сепаме FIFA се? Сепаме Ајде бе, FIFA. може. Сепаме Тоа беше FIFA. 20-та, пошто ја го откажав тоа скење ради ковид. Леле, Кире требаше да дојде. Да. Леле, Кире Се упичи. Се упичив. Се убичи. Памтиш ли колку беше? Ај на кратко да раскажеме причата за идењето. Дечки, тоа беше зимата кога пукна ковид и ние бевме буквално на скијање со маски у Ама гондола. таму рокна. Таму беше Таму журката рокна. и Бојан успеа да кидне на време, се врати у Македонија, ние остаток екипе бевме Голгота од Франција до Македонија, избегававме Италија или Ломбардија, беше Да, најотровен, да. најотровна локација. На маđарска граница не пуштаа назад, на српска не пуштаа напред, звонете министри, председници, Меркел, Ангела на телефон и некако стигнавме до Македонија и сега за целиот тој момент ја и Бок играме FIFA, добилам образ на подкастов, дај Боже. Ако веќе ќе видиме, нека победи подобри. Ајде, идемо у FIFA. EA Sports. It's in the game. Бојан, дали си спремен? Е, Дали добре. си спремен? Ајмо, бат, нема мислиш дека е тишина да се распуша на мјут. Па, джустикот ќе си го дам. Само јас ќе се извинам сега. да Добро, ама направиме ти една си пауза, спремен. Да го изгасиме ова next player indicator, брат. Виде на среда оваква, брат. Ама сред кога шанс. беше- На контра те фати. На сред бе. шанс. На контра, бе. Ако сакаш и ти кај тебе, ако го има изгасиво, мислам дека кај тебе ако си на мојот акаунт. Што е тоа, она што ти Брат, кажа? двајца играчи ми светат, ме боде очи, као следниот играч што треба да ти ја добија лоптата ти свети. Аха, Види, па ако дај да видиш- го угасам. Немаш. Немаш. Леверкузен, која Леверкузен? Кој е офсайд, бе? 6 километри. UEFA Ние не мафија. може да се наома. UEFA мафија. Атанас со хендикеп FIFA не се мафија. ради игра. И бункер ми игра и види. Па таква некоја чудна формација кој Девид Мојзе им уште треба. Не, бе, брат. Ајде, буд. Ајде, фул круг, зашо те земаа таму? Односно, зашо те избрка? Зашо те избрка? Памти. Немам игра на 3 години FIFA. Класа е Абе, не ме вечна. бруке, бе, народ гледа, бе. Класа е вечна. Ова е, брат, кој на прво правило пред да играш пинг-понг и билиард. Кажеш кој години не си играл. Да, уствари сум играл пред... Ајде, дечко. Ко точак е. Ама брутални си стварно Ајнтрак, брат. Не, јас сум Брутализм. Нам се свија, да сум навик на вака дефанзивно да играм. Трпачи се. Шибај мајстор. Абе, дај еден пас у. Не. Не, Не. Виж, мани ми го да не го гледам. Не, нема црвен. 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 Дај рестарт, а? Нема црвен, добар си. Не е црвен? Не е црвен. Ама не беше црвен. Не, не. Не ти. Туку. Има ствари. Бе, дај ми да Еле нова, шутирам. бре. Статистики бе на ново? Да, многу бројчиња лепа да се. Глава. Да, иначе стварно анимациите се као шпанска лига. Да. Добро достојно. Поздрав до столе. Дај ми го точниот играч, тој го се. Не е мој бе. Ајде ке значи. Лелелеле. Црвен. Абе, кој црвен? Вежбано. Ше напад да увежбано секој. Гледа како сакам да се Кој на навалам гол, натаму. бе? Со хендикеп играм, брат, одма да ти кажам. Зашо? Не ми да продуцентот да се навалам. Лошке ми дека. Ецец, ништо. Абе, немој.
Вајде ова Fall Guys нема да искочи. Really good reaction from the keeper. Ела, бе. Ела, бе. Ти And he викам stopped them in да their tracks. Ајде, Никлас. Ништо пријемно. Врати Форца смири. спорт. Смири лопта. Christensen. Филип. Еј. Nicely cut out. Живо. Добро го направи. Бато. Кристијансен, дечко. И ти си храбрињо. Ова ти е Пеп Гвардиола школа. Храбри. Да знаеш. Mario Götze. Леле. Really fine piece of defending play to break Тргнете it бе, up. дај еден продор, леле Самервил ќе останеш, не се не трча тој. A sloppy passage of Ожев play. исто спор, Well, a lot of fight and passion being shown, but not Пакета enough исто quality. спор. Сечи го бе тука бе. Options are plenty. Прв пакета може да спорама се коцка. Ај, Oh, that's a Ah, super but piece of Jared. defending. мој нај. Oh, big chance. Still doable. Oh, that's a bite. Што? Икор. Да, добро. Јас за овој Джерод Бојан имам скршено срце, Delivering многу it. сакав Юнайтед. West Ham recovering possession well. In a dangerous position. Викаш Вестин ги погрева. Challenge Не that. мислам дека Тоденхем ќе спори. Се надам. На свадба идеш лето, полек, Добро бе. полек, ајде уште едно. Еј, ти го, леле, дигна фраца, не, ова не е фер, брат, ја попуштив. Ја попуштив, леле, пак ме треска човек, джабе. And now it's a matter of avoiding any silly Знаеш, на mistakes. Game Boy ги играме. Класа е веќе. And the ball is moving again. Ама не е лоше искрено, знаеш дека? Ти се свија? Може да се знам само. Еј, тоа ти е, Ама нема од... не веќе ставиме у Франц. Брат, знаеш дека јас земам се Сони петка и се немам прибрано дома. Се немаш прибрано од дома Го или? немам упалено. Контра ефекат. Larson. Па добро, може она Павло. Ајде. A magnificent Нема тука да се challenge. свирал. Абе, дај топка. бе. Doesn't get much better than that. Tomasz Souček. Види колку се побрзи зверуја, што On to Wan-Bissaka. In with a chance. тоа бе Джерод обели образ. Таман на крај на полувреме, таман. Джигири, мигири, бум, 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 But плат. this game very much alive as a contest again. Well, it's official now. Добра, тврда. 25 Тврда е. minutes of come and go. Не од Боки публика. Нема прпање. Дојди ти вам сега. Сега Зашо ги балончиње и на полувреме, брат, тоа не го прават у реалност. Зашмам, дојдам. Elias Skiri. Си имаш уште. Here's Götze now. Determined defending. Just have to make sure they don't get caught on the counter-attack. Can he score? Еј, Браво. Јеј, јеј. To make it a double, but not to be. Yeah, he's certainly the danger man at the moment. Looks really А sharp. зашо doesn't he? Соучек ми изведува корнери кога треба да биде тој Браво, мајстор. у жижат треба. And West Ham have the ball again. Каде е? Paqueta. Opportunity. Добро. Ајде, ајде, може. Абе балончиња. Нешто не се избагира игра. Skiri. Ведер балон. From the wide area. Немој. Elias Skiri. Еј, офсайд. Офсайд тих е не ни. Move this. Just straying. Од авион. Side. Од авион. Ајде бе Никола, не. Ама The су ти timing was зачи. perfect. Ball one. Исполира. Got the lead here. My goodness, that's Доманчинава Се кина. разигра бе ти у второ. for his own highlights reel. Ам тоа е. Два укет бе. Sending Лишт. it in. У руки директ. Straight into the keeper's gloves. You can't waste corners У like руки that. директ. Кире, дај бе коуче бе брат, помагај брат мој. Шо да правам? West Ham come away with it. Даеш гол. План.
Here's Wan-Bissaka. Брат, добар со ове да. Can they forge ahead? Што ти Еј, реков, како бре? бе од тука, бе? Шо ти реков? Брат, следно, уште еден? Почекај моце пуше. Ајде. Ајде, потруди се, брат. Well, moving the ball forward, they Ау. But they took care of the situation defensively. Еј, види Ме како. сака топка, ме сака Многу топка. те сака. Второво, да, признам. Еј, Буки места на ова. местена е, бе, брат. To deal with Edge the of the threat. box. Два укец јаве на ми. Well, a chance Знаеш. for West Ham to extend their advantage from this corner. Ајде, Jared. Do me a solid. Wasn't a great clearance. Абе, брат. Абе, брат. Глаучи толкави не може да ја погодат лопта. And Лош. he read it well, intercepting it. That's really good awareness there. Оп. Абе, каде отиде, бе, брат мој? Тука ризичен. Еј, го дај. црвено, бе. Нема црвен више на пенали. Абе, како, бе? Нема. Знаеш дека? Веќе 2-3 години, ако направиш пенал, нема црвен, освен знам. ако не е она Знам, ама... копачка у плексус. Според мене би требало да има. Кој те Чекај сега, ќе замижам со лево да не рече дека сум. Абе, да гледа. нема онаква линија, брат, а? Треба да погодиш кога е најмало. Chance to even things up here. Идемо, ова е дерби. Ова е дерби, идемо. Идемо, бурка. 7 плюс ке ја терам. 7 плюс ќе ја терам. Here it is again, and what a good penalty it was. Into that Битно, top битно, corner. битно. There's nothing No, the but goalkeeper can do about that, tenzија. even though he went the right way. Possession lost by West Ham. Мислам дека е време за метро 68 убицата. Ги брата, многу Sloppy силно from си игра, both ми се sides, you have to свиѓа. say. Тврдо. This looks interesting. Браво. Реално предобра акција. Драма акција. Вилсон, ајде, падај. They will now make use of their substitutes bench. The corner from Mario Götze. Ајде, Лукас. Well, you can't Dale argue those Boca. stats, can you? Op. They've had good chances at both ends. The game is being played with great intensity, and it's been a pleasure to watch. Абе, прием, Nicely шеф. timed tackle. Шеф. Ајде. Oh, fancy footwork. And his teammate got him out of trouble. And into the last 15 minutes of action. Well, there was impending danger, but Знаеш, на good прекинте defending. чека жут. Well, that's a good turnover, isn't it? Да. Mario Götze. Ајде бе, тргни бе. Mario Götze making a bit of headway. Претрчани се више деца. Elias Skiri. Уи, Боки! Леле. Ау, рука. But wait a Секоја minute, чест. that will not count. Сега можеш. Еј, офсайд. Ау, штета. Места на. Еј, благе везе нема. И сега и жут ке ти да. Чекај да го видиме ова. Види. Немој бе! Па превара сте вие Edge of the Box. Еј, благе везе нема. Благе везе, нема стварно, брат. Ова е премиер лига, бара. Just 10 minutes Ова to беше. go. Ми се свиеше голот, бев спремен да капитулизирам. Капитулим. Socek. Here's Wan-Bissaka. The emphasis very much on attack. Electing to cross Ајде, into Вилсон, the centre. скокни бе, брат мој, скокни, само направи филм за публика. Just the Али challenge that was брутално си required. игра. Burkhardt. Opportunity. Мој да. Брат, заслужен. And is that Чекај, имам Самер. Ова. There's every chance. And the Стисни fans R2. are lapping this up. А, не, hold to skip тоа. Чекај бе, момци, Сега, има уште тим да си... менеджмент бе, тим менеджмент, направи си Ќе го. малце да освежам, мора. Освежи. Каква Бункери, утакмица, дечки, сега. ова на Edge of the Box до сад невидено. Што имам на клупа, бе. Пакет. Пепел, бе. Еј, Самервил не ми го дава тука, чекај веќе, те поместиме тебе ручно, беше. Опа, не. Како се правеше сега? Не можеш. Чај, бе. Нема тоа. Абе, нека иде. Ај, ќе што се- оставам овој малце да истече. Нека иде, ми кај брат. Уше 5 секунди има за играње. Која е минута? 85. Реално до сега, брато, што сме играле FIFA, тука, ова е Can they убедливо. hold on to their lead?
И очигледно ја треба This уште да game is вежбам. far from over. They'll probably get one more big chance before the end. The crowd certainly think so. Just listen to that noise. Епа е уклеп. Ајде, Трам. Не, знаеш ќе ја чепнав само, не знам зашо ми се затресува рук. Ова не е типично на мене, ја газам под притисок, ајде, бала, ајде, давај ми шут тука Бункер, сега. бункер, ајде. Од тука, бато, бам! Од таму шутире. Кој те стави, бе, It's друже? a decent effort, but they're still trailing. Кој They те need стави? something special here. So 3 minutes of stoppage time coming up. Чак. Useful possession they're И in. да нема 3 бода. This could finish it. Ај. Challenge that was simply Гледай како world играш. class. Кардинале. It's got to be. Oh, that's top-notch goalkeeping. You've got to Моля, Свири не крај, не ми свири свири крај. крај, не ми свири крај, Самервил те стави за оваа причина само изо. Немој! Ајде. Како удатница, цар мој Евгенијо. Добре, 26-ка, ај да. Добра? Ова што кликаш кој правиш така бе, брат. Како? Кој играч прима топку и ти ја носи вака. Тоа е Soul Case Како е Aesthetic. носи? Не сме да. Слободува малце од другиот играч. Притисок. Не знам. Вајде ти е природно, Не бе. могуќе. Секад идеме и Ја на така Muscle memory. функционира. статистика, expected goals, чиста победа, дури XG вика 4-3, поштено, перфект. Каква утакмица. Добра утакмица. Драма, драма, Топ. драма. Добра FIFA е. И дечки, тоа беше тоа, 14-та епизода Edge of the Box со нашиот близок Бојан Јанев. Реално мене ми направи журка и пол, толку ми направи кеф. Секојаш истото прашање, како си пројде? Добро бе, не беше лош ни ти, брат. Ке да. Кире топ, ти е окей. Ке да пак. Ќе дојам пак, да. Ќе дојам Ние пак. следно останува да чекаме, дојдеме брат. таму у Франц да видиме Кој што сака си да, да. правил Кој сака задниве да сите неколку убрзо. месеци. Дечки, 14-та епизода, тоа е тоа. Фала на Се Бога. гледаме во наредната. Лайк, subscribe, share. Така е. Франц наскоро. Сите во Франц. Од Сите- март. Сите лайк. Сите лайк на Франц. Поздрав Се дечки, гледаме. чао, Чао, чао. Чао.